председателските избори и дали со таков ниско постигнат цензус сушност Ѓорги Иванов ќе биде слабокрвен председател во политичкиот живот на Република Македонија? Со овој квантум на неважечки ливчења, безмалку цензусот е на многу стаклени нозе, некои 40 на 50 илјади неважечки ливчења кои се одземат од тој број на излезени гласачи, многу тенко е работава. Па да, секако во вториот круг ние бевме сведоци на еден отворен бојкот од страна на албанците во Македонија. Дали тоа го прави можеби председателот слабокрвен, генерално без тој цврст цензус, да речеме, со неважечките ливчиња, цензусот може и не е ни поминат, свако да бидеме искрени. Не случајно имаше идеја цензусот за избор на председател да биде симнати на 30%. Подобро имаше идеја Трајко Валјановски да си биде председател, што е веројатно полошото решение од вака избран Ѓорги Иванов. Сепак надлежностите на председателот и неговото влијание во политичкиот систем не налагаат една силна мотивација на граѓаните за излезот, знаејќи дека секојдневието нивно не зависи директно од председателот, туку моќта е сконцентрирана кај владата и кај граначалниците. Дали Ѓорги Иванов ќе биде слабокрвен председател? Дали Ѓорги Иванов ќе очувствува како хендикеп? Да речеме, пред 3 дена, кога оди да ја пали првата свеќа, после победата на изборите, чека пола час да дојде шефот на кабинетот на македонскиот премиер. Идниот шеф на државата го чека шефот на кабинетот на македонскиот премиер да дојде за да може да запала свеќа. Дали Ѓорги Иванов ќе може да биде полно крвен или председател во полн капацитет на својот збор? Па може да се каже дека функцијата председател на државата е слабокрвна сама по себе, неговите надлежности се ограничени и тоа е неговите надлежности главно се однесуваат на една процедурална улога и секако дека суштината на моќта се уште се наоѓа во рацете на владата, а председателот е тука да ја пружи својата поддршка и да понекогаш да се однесува како нејзин коректив. Кој би ве прашал да наброите 5 најголеми губитници на овие избори? Јас ќе дам еден мој предлог, па вие може да го дополните или да не се согласите со него. Силвана Бонева, например. Игор Ивановски, Шема, бидејќи секаде таму кај што СДСМ со централата трчаш имаше слаби резултати. Значи кога речем Игор Ивановски, Шема, мислам на Емилијан Станковиќ во пакет. Може би Димитар Бузлевски, може би ВМРО во Охрид, Аце Коцевски. Значи, еве тоа е некој мој збир на најголеми губитници на овие избори. Кој би бил вашиот збир и состав? Па би се согласил за Аце Коцевски во Велес и за Димитар Бузлевски во Ресен, имајќи предвид нивните претходни мандати и рейтингот кој што го ужива во минатите години, меѓутоа се покажа дека За Бонева не би се согласиле? Па мислам дека се претпоставуваше дека граначалникот на Струмица и погресите афери се уште ужива поддршка кај граѓаните. Кој сакаше да е жртва, таа е координатор на пратеничка група, значи многу висока функција во ВМРО ДПМН. Веројатно таа беше најдобриот кандидат што ВМРО можеше да го понуди како противтежа на Заев во Струмица, иако резултатот беше Ја запечати политичката кариера на некој начин. Не би се согласил. Таа продолжува да биде еден од најистакнатите пратеници, координатор на пратеничката група и ќе може таму да ги артикулира собствените политички Али Ахмети не го ставме на таа листа? Дали да. Кој победи? Значи јас велам таа битка на ранетите или таа битка на Неретва помеѓу Али Ахмети и Мендух Тачи, на крајот во некој фотофиниш Мендух Тачи барем победи во Тетово. Ја доби таа круната меѓу албанците. Па добро, Мендух Тачи досега немаше ниту еден граначалник, а сега има еден што за него е на некој начин 100%. напредок, да, 100%. секако. Како не причат со албанците, има еден авион во време Невер Хоџо купи уште еден, има 100% зголемување на авионите, да. мислам. Ахмети е секако губитник, тој ги изгуби Тетово и Гостивар. Струга, иако е тесен резултат од победија, меѓутоа со тесен резултат и покажува дека нивната неприкосновеност во албанското гласачко тело, што трае безмалку од 2001 година, на некој начин е намалена и нивниот соиден продолжен меден месец веќе е завршен. Кој беше во подобра, условно речено, или во полоша позиција? Борис Трајковски со контингентите на албански гласови, кои му беа топтан као пазар дадени, или Ѓорги Иванов без албански гласови? Па јас не би спекулирал и не сум сигурен дека постои прецизен метод да утврдиме колку гласачи, например, во Гостивар или во Тетово се албанци, колку се македонци. Цензусот беше поставен на 40% и согласно сите прописи исполнети. Чисто албанските места во Зајаз, во Липко не добива ни еден глас, што се вели. Значи, тоа е веќе некоја политичка порака, не можеме да бегаме од тоа. Да, за разлика од првиот круг кога видовме дека македонците можат да гласаат за кандидат албанец во чисто македонски етнички средини во Источна Македонија, во вториот круг видовме дека албанците не се подготвени да гласаат за претседател македонец, без една посилна мотивација од страна на партијата, што зборува дека свесноста за учество во политичкиот
процес не е ист така сите етнички заедници и односно дека етничката припадност на кандидатот се уште влијае повеќе кај албанците отколку кај македонците. ВМРО ДПМН Никола Груевски помалку наликуваат на Роџер Федерер, односно 5 пати победи на Вимблдон и на крајот беше поразен и декласиран токму на Вимблдон. Односно ВМРО ДПМН ги доби сите изборни циклуси последните 3 години и сега реално се очекува и тоа е стравот кој е вгнезден сушност во самата партија дека може да ги изгуби наредните парламентарни избори, дали редовни, дали вонредни. Што може да прави СДСМ? Цренковски во мај доаѓа на чело на СДСМ со односот во моментов. Резултатите 7,7 спрема 1 во корист на ВМРО. Кој би ги трнали те турски, бошњачки, посебно ромски гласови, тогаш тој сооднос веројатно чисто СДСМ, чисто ВМРО би паднал на 1,2, 1,3. Дали тоа е добра или лоша позиција за Црвенковски во некој дуел со Никола Груевски? Се наоѓаме во една ситуација кога СДСМ веројатно не може да оди подолу отколку што е, а ВМРО многу тешко може да оди погоре отколку што е сега. Веќе паѓа. Се што понатаму после ваков резултат, многу ќе биде тешко истиот да се повтори и се што понатаму ќе се остварува, веројатно ќе биде помалку од ова. Од друга страна, за СДСМ, после доаѓањето на Црвенковски, мислеше ни дека тој на некој начин со намера ја проектираше оваа ситуација, бидејќи од дното на кое што се наоѓаат досега, се што ќе направи Црвенковски ќе се доживува како успех на оваа партија. Имам чувство дека ВМРО реко Федерер на Вимблдон освои све што можеше, освои 5 турнири ред по ред и на крај ќе мора да биде еднаш поразен. Тоа е веројатно стравот кој веќе се гнездува во ВМРО ДПМН, тоа се чувствува. Нема непобедливи политички партии, секоја политичка партија некогаш мора да биде поразена.